Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. На моје огромно задоволство, гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е Киро Донев, мој добар пријател, човек кого го почитувам и го читам од времето кога бев дете. Еве, тогаш го почитував како човек кој не го познав, ама многу го ценав, ама сега ми е пријател долги години. И на моје огромно задоволство, повторно ќе си помуабетиме и повторно имаме убав повод. А поводот се вика Дарко во зоопаркот. Најпрви, добар ден, добре дојдовте и честитки за оваа книга. Добре, најдов и благодарам што ме канивте и вие секојаш на време реагирате да ме поканите баш кога има некој повод. Така. А сега поводот е оваа книга, како што рековте, и нејзината промоција што ќе се одржи во среда во 12 часот во Домот на културата овде во Струмица. И ја користам оваа прилика сите мои читатели, млади, па и оние возрастните и пријатели, ако имат време во 12 часот да дојдат на таа промоција. За тоа малку подоцна ќе зборуваме. Ајде кажете ни нешто повеќе за оваа книга Дарко во зоопаркот. Може да претпоставиме за што станува збор. Кој е Дарко и што има во зоопаркот? Па тоа, видите, Георги, тоа се материјали, тоа се раскази претежно за дивите животни. Раскази за деца, така? Раскази за деца. Тоа се материјали што сум ги објавувал во списанијата Другарче и Развигор во текот на неколку години, кај што сум сакал малку младите читатели да ги едуцирам, бидејќи тие сите дома си имаат домашни милиничиња, кучиња, мачиња, така, меѓутоа да ги запознавам малку да се запознаат и со менталниот склоп на дивите животни. Оние што се тука негде што живеат во нашиве шуми, но и оние кои живеат на другите континенти, бидејќи мислам дека тоа е важно за нив, да научат некои податоци, ама тоа го направи во една форма преку едно дете, Дарко, новинарко, кој врши интервјуа во зоолошката градина, води од еден капе до друг, нивни колега, и ги запознава своите другарчиња со животот на тие животни. И така натаму, а тоа пред се заради тоа што, како што знаеш и ти, дека во многу градови, например, немаме зоолошки градини, освен во овде во нашава земја, освен во Скопје, битува никаде. Одат да ги посетуваат, да ги видат, па да дознаат нешто повеќе за нив. Така. Тоа. Добро. И претпоставувам Дарко новинарко разговара со животните, така? Да, тоа е разговор со животните и преку тие разговори... Преку тие разговори, знаеш сега што е, сакам и нешто друго да им објаснам на децата. Веројатно тие љубители на животните, нели, па и сите љубители на она што се, нели, има разни здруженија за зачување од животната околина, пријатели на шумите, пријатели на животни, така натаму, многу ги осудува тоа што во зоолошката градина живеат, нели, има затворено животни. Јас сакав малце да тука да објаснам една друга работа. Колку е лошо што тие животни се затворени во таков простор, толку е добро, заради тоа што овие зоолошки градини, сакам да им објаснам на тие младите читатели, па и на сите возрастните кои се сомневаат или кои осудуваат тоа што животните се затворени, дека благодарение, тие не се веќе зоолошки градини како некој пат ние што ги знаеме преди 50-60 години, кога немаше никакви услови, тесни кафези, така натаму. Сега на тие животни, без разлика од најмалите до најголемите, им се создаваат многу добри услови за живот. Не баш како што е во природата, меѓутоа, ете така да можат комотно да живеат. И уште една друга работа, зошто се добри тие зоолошки градини, им објаснувам на децата, тоа го кажуваат во интервјуто со новинар кои самите животни, го кажуваат тоа, бидејќи многу од нив се пред истребување, например. Еве, белата газела, например, што е, после големата панда, тие се пред исчезнување. После дивиот коњ, тој монголски во Монголија, тој не е виден уште пред последниот див коњ е виден во природата во 1900-те година. Негде во 70-те години тој е размножен во некои зоолошки градини во светот и е така. После, да речеме... Значи има и позитивна нишка тоа.
зоолошките градини Или овој Давидовиот елен, за него мислам дека 1900 година, дивиот кој во 1970 година е размножен и така натаму. Тие кога ги пренесуваат во зоолошките градина, тука им создаваат услови да го, значи да на некој начин со тоа и се заштитуваат оние ретки животни што во природата веќе разните луокраци, па и како што гледаш еве шумите се палат. Ете таму сега таму каде беше тоа што или овие џунглите горат и така натаму, со тоа што се нарушува и нивното природно место на живење, а тука се овозможува тие на некој начин да се заштитат, да им се помогне на некој начин да се размножат и потоа да се враќаат пак во природата. Очигледно е, господине Донев, дека покрај тоа што вие си го поседувате многу одамна талентот за пишување, и по тој талент и по тоа чувство за римување, бидејќи вие римувате кога пишувате во проза, не само кога пишувате песни, значи покрај тој талент и покрај таа дарба што имате, неопходно е и да истражувате. Сега знаете податоци за одредени животи, каде биле загрозени, кои се тие животни. Веројатно покрај пишувањето вие и истражувате малку кога пишувате за тоа. Пред се ова што го кажа дека пишувам бака, нели, поезија во проза, тоа го правам затоа што моите работи се наменети претежно за возраст од градинка па до 6, 7, 8 оделение, значи за основните училишта. Децата многу повеќе сакаат да читаат куси работи, не така прозаично кажани, куси работи, кажани на дури кога е проза да биде куса, така? Да, дали кога е куса и да биде на некој начин стихувана, а што се однесува до тоа податоците што кажат дека навистина за да ја напишам за било кое животно или за било што растение и така натаму, јас имам и книга во лектирата која што да речеме наменета за таа возраст и нешто што е дел од природата. Тоа морам да ги истражувам сите тие работи, ги проучувам јас и по вокација и така и природата е мојата голема љубов. Постојано сум таму, ги проучувам тие работи и се разбира, наоѓам начин на соодветен начин тоа да им го пренесам на децата. Да го доближите. Зависи од возраста, нели? Така, апсолутно. Така натаму. Книгата е поделена на два дела. Првиот дел е онака како што е насловена и самата книга, Дарко во зоопаркот, а вториот дел е тоа се на некој начин приказни за годишните времења. Тоа се 4 приказни, така се вика, едната пролет, лето, есен и зима, во кои што се сместени по неколку куси раскази. За сите, она што се случува, например, во пролет, што се случува во лето, што се случува во есен и што се случува во зима. И така натаму. Како што е, да речеме, во првиот дел, што сум напишал за карактеристики за секој животно, така пак за секое годишно време се разбира се по една кусо раскажче или куса приказна, ги представувам и, да речеме, и растенијата, животните, годишните времени и така натаму. Така. Поради тој талент кој го спомнав и таа способност за римување и во проза, можеме да заклучиме дека оваа книга покрај тоа што е забавна, е и едукативна. Значи, преку оваа книга дечињата се запознаваат со разните видови животни и со карактеристиките на 4 годишни времења со своите месеци во нив. Јас се обидувам да така децата на некој начин, на лесен начин да ги запознавам, ние луѓето возрастните. Многу малку обрнуваме внимание за тоа, тој ментален склоп на животните, без разлика дали на домашните, дали на дивите и така натаму, и имаме некои предрасуди, а имаме многу погрешни сваќања за нив. Еве речеме волкот е карактеризиран како да е многу агресивен, дека напаѓа луѓе и така натаму. Тоа е многу плашливо животно. Многу плашливо животно кое што, например, не напаѓа никој пат, освен кога се во глутница и кога се гладни, многу напаѓаат. Или да речеме змијата. Та некој пат нема да го касне човекот ако не ја исплашиш, ако не ја нагазиш. После да речеме за многу кротки животни како што е магарето, го сметаме дека магарето и најтли е неетливо магарето и така натаму, меѓутоа магарето толку му служи на човекот
да речеме, толку го служи, оди по дрва му носи, по вода и така натаму, а особено тие дивите магари, например, таму што живеат во планините, На Тибет. На Тибет, таму, тие исто ги користаат дивите кози, например, каде живеат, на какви места патуваат, како да. Тоа се, ние, децата многу малку го знаат, а јас тоа им го објаснам на еден специфичен начин и така. А кој е тој специфичен начин? Еве ќе откриете преку еден расказ кој ќе го прочитам и бидејќи е спомнато магарето, господин Донев го спомна магарето, еве го расказот "Магарето си е магаре". Еве како пишува Киро Донев, еве ја неговата мајсторија. Тој вели вака: "Ете го нашиот Дарко Новинарко и пред кафезот на магарето Марко, еден од најстарите жители на зоопаркот. И додека дивото магаре ваму таму нервозно шпарта, Дарко ги чита податоците од неговата лична карта. А во неа, со крупни букви и во неколку бои, сал ова запишано стои: Диво магаре, име Марко, потекло Африка, старост 30 години. И овој пат, како и обично, разговорот Дарко прв го почна. Се надевам, господине Марко, дека твојата куса биографија е точна. Мојата точна биографија ја знае само ловечката мафија, или ловокраците, поточно речено, или најточно оние кои уште како прле од дивината тука ме имаат довлечено. Но таа приказна е тажна и стара. А ти, зошто си овде? Што од мене бараш? Се што сакаш да знаеш за мене, запишано е на таблата пред тебе што стои. Да бидам искрен, сепак би сакале да знаеме малку повеќе за тебе и јас и другарчињата мои. Ние, градските деца, многу малку знаеме за вашиот магарешки живот и дело, за разлика од децата што живеат во некое село. А, во тоа ли е твојата мака? Па тогаш Новинарко запиши еве вака. Ние магарињата потекнуваме од Африка, Азија и од Тибет, највисокиот предел во светот. Додека бевме слободни во дивината, не ни беше важно дали е пролет, есен, зима или лето. Но луѓето со разните обуки, дресури и со големо трпение, сосема го променија нашиот живот и поведение. И сега, припитомени со нив низ селата се дружиме и за разни работи им служиме. Не знам дали човек нам треба да ни се восхитува или да не жали, дури и за во циркусите не школуваат на разни вештини мали. Да играме, да скокаме преку обрач со пламен, да се качуваме по скали. Ама за тоа пак нели и авторитетот малку ви се крева? Да бре, Дарко, не умирај Марко до зелена трева. Колку сите магариња на нозете што имаат подковици, толку и за нас луѓето измислиле пословици. И ова горнава не е од денес или од лани, се знае зошто магарето на свадба се кани. Што дека сме вредни, умни и кротки, со извинение, за нас не важи поговорката трпение, спасение. Добро не чуваат луѓето, фала им за храната и за водата, ама со ништо не би го заменил дивината и слободата. Инаку, насекаде и со секого, мој даре, магарето пак си останува магаре. Така е. Многу убав расказ. Такви се отприлика сите раскази за животните, интересни, кои се читаат во еден здив. Па да, види, од сите тие животни, јас мислам дека, реков и пред тоа, дека се задоволни од тој живот, што им го пружат тамо, овие што се задолжени да ги гледаат. Сите се хранат со таква храна како што јадате. Сега кога сме кај храната, сакам на младите читатели, вашите млади гледачи да им кажам, кога одат во зоолошките градини, најмногу грешат кога над животните им дават, кога сакат да ги хранат, бидејќи ги сакат, нели? Меѓутоа им дават разни храна, меѓутоа не знаат дека секоја храна не одговара за секој животно. Тие многу токсични храни прават некои дури може да им бидат многу штетни, им дават и некои ги одираат, ги
Така. Нели, има и случаи и такви. Разни, например. Меѓутоа, се во последно време во тие зоолошки градини се одржуваат и разни курсиви, ги едуцираат децата, па и повозрастните кога доаѓаат, таму има специјално луѓе обучени за тие работи. Значи, сакам да кажам дека кога одат тамо да внимаваат, она како што би го правиле со домашните милиничиња, тоа не важи таму. Так. Таму е малку поинако. Добро. Значи, да подсетиме, оваа книга, Дарко во зоопаркот, од Киро Донев, ќе биде промовирана утре во Центарот за култура Антон Панов, со почеток во 12 часот. Тоа е во 12 часот. Издавач е Македоника Литера од Скопје. И утре заедно, јас посебно сакам да нагласам, имам посебна чест ми е што заедно со оваа моја книга ќе бидат промовирани 10 книги за деца и млади. Тоа најдобрите автори од кинеската литература за деца и млади. Супер. Издавачот Македоника Литера. Тоа се некакви сликовници? Не, тоа се книги, раскази како таа, нели? А има и за тинеџерите убави раскази, книги, раскази повеќе. Меѓутоа тоа е еден многу добар избор од 10 книги што утре ќе биде промовиран, а мене посебно ми причинува задоволство што ете и јас меѓу тие 10 кинески автори можам да бидам промовиран со оваа моја книга. Тоа е ретка прилика македонската читателска публика да има контакт со кинески автори, особено за децата, бидејќи јас не се сеќавам да е направен превод на видите, кинеска литература мојот за издавач деца и Нове млади. Цветановски, односно Да, браво за Нове Цветановски во секој случај. Тој има преведено повеќе книги за возрастни, особено овие филозофите таму, нели, филозофската литература. А сега он е во некоја таму издавачка голема куќа, кај што нели таму на истокот тие се 16+1 од Македонија само оние, нели што е застапен со наши автори. Оваа година ќе има и некои нели преводи од наши автори на кинески. Тие 10 книги тој ги има преведено прв пат литературата за деца од Кина во 10 различни автори, во 10 книги ќе биде промовиран на македонски. Таа беше и на сајмот. Утре има во Штип, а задутре ќе биде овде во тоа. Добро. Значи ги каниме сите заинтересирани, особено децата, младите, нивните родители, наставниците и така натаму да повелат утре во Националната установа Центар за култура Антон Панов, точно напладне. Во 12 часот, да. Промоција на тие 10 книги од кинески автори и се разбира промоцијата, да проследат промоцијата на книгата во Дарко. А може таму и да си купат книгите, не само оваа книга, и другите со кинеските книги со намалена цена со 50%, и да се запознаат што читаат децата во таа голема држава. Се радувам јас и наброго, можеби таму ќе имам нешто преведено. Дај Боже, нека биде така, бидејќи оние кои не знаат, еве ќе им откриеме, Киро Донев минатата година, почитувани гледачи, беше прогласен за најпреведуван македонски автор за деца, така ли? Да, од оваа книга, например, дел од, мислам на таа тема од оваа книга, како Весел зоопарк, не ова, значи Весел зоопарк излезе на бугарски и украински, и приказни за годишните времења во Украина исто и во Бугарија. Така, супер. На колку јазици сте преведени до сега? Па на 6-7. Добро, одлично. Во Турција, во Русија, во Србија, во Романија и во Украина и во Бугарија. Супер, одлично. Така имам 7-8 книги преведено, а сега како што најави издавачот, најверојатно наредната година ако биде среќа и во Кина ќе ми биде преведена една книга. Одлично. Таа една сказна, се вика збркана сказна. Таа исто преведена веќе на 6-7-8 јазика. Полека, но сигурно Киро Донев се запишува во најплодните македонски автори воопшто, особено за деца, нели? Бидејќи, ако не се лажам, ова е ваша отприлика 45-та книга. Така, 45-та, да. Значи, уште 5 книги, еден
юбилеј, 50 години, 50 книги, тоа не е мала работа. Лани, минатата година, 50 Видео, години. вашиот учител, Видео Подгорец е недостижен, меѓутоа второто место... Па да, преди една година, 2 славев 50 години творештво и се 50 книги. Значи доаѓа и се одолжувам на татковината со по една книга, значи годишно. Супер, одлично, одлично. Малку да позборуваме за детската литература, литературата за деца. Дали е во подем, дали стагнира? Па можам да кажам дека... Имате ли конкуренција во младите кадри? Литературата за деца, можам да кажам дека во подем е. Значи се јавуваат многу нови имиња, млади автори се јавуваат, но чинам дека можеби малку треба Министерството за култура да посвета поголемо внимание, да се валоризира тој труд на авторите, не само на авторите за деца, туку и за оние за возрастни, зашто треба во секое семејство да влезе книгата за деца. Или тоа што ако нема во едно семејство, ако нема книга, ако нема родителите, возрастните, треба да се прават книги, например, јас, тоа е мој принцип, да ја бришем границата меѓу онаа литература за деца и за возрастни, за да може кој ќе ја земе детето книгата дома, да ја прочита и родителот треба да ја прочита и ако ја прочита треба да види дали таа книга е за него, ама да биде интересна и за возрастниот читател и за децата. Се наметнува прашањето, господине Донев, колку вие авторите, писателите за деца ги остварувате вашите права, околу валоризацијата, околу одредени нешта кои ве тиштат преку Друштвото на писателите на Македонија? Па сега, за жал, можам да кажам дека ми се чини дека Друштвото на писателите на Македонија не е како што е било преди, да речеме 10 на 15, како што ги знаеме ти и јас, оние бардови, како што беа Гане, Анте, да речеме Васил Куновски, Тоа е повеќе години, не е 10-15. И така на Михо Танасовски, да речеме кога. Ова друштвото некако во последно време, некако, како и многу наши институции, како да станува друштво на повеќе почитувачи на книгата отколку не, повеќе презентери отколку на писатели. Така. Нели? Не знам тоа на што се должи. Меѓутоа не е како она што е, да речеме, во Словенија, што е во Србија, кај сум бил на другите во некои други држави. Многу малку се јавува, да речеме, како организатор на освен стручките вечери на поезијата, ама идите и на стручките вечери на поезијата, па таму најмалку ќе видите писатели, повеќе ќе видите професори, повеќе ќе видите некои критичари, повеќе ќе видите некои презентери на литература, отколку вистински писатели и така. Добро. А иначе литературата за деца си е длабока и широка, многу може да се зборува за тоа. Туку да свртиме нова страница. Киро Донев е идеен творец и организатор на една прекрасна манифестација посветена на најплодниот македонски автор, тоа е Видое Подгорец, тоа се Средба под јаворите. Веќе 2 години манифестацијата оди во нагорна линија. Колку сте вие задоволни од самата манифестација? Па видите, да, мислам оваа година манифестацијата како да почне еден нов живот и покри тоа што таа прв пат се појави, значи преди 7-18 години, меѓутоа не беше поддржана од Министерството за култура, не знам зошто. Не најдоа, како што вика таа комисија, таму некој национален интерес во делото, во ликот и делото на Видое Подгорец, кој јас многу пати сум рекол дека тој е од колективната меморија наша е неоправдано избришен. Па јас се потрудов сега во една книга моја, што е за него, се вика недовршена приказ за Видое Подгорец, да осветлам некои работи. Меѓутоа, да оставиме тоа во иднина, таа манифестација да расте и со тој симпозиум што беше генијално одржан оваа година, благодарение сепак на нагласам на разбирањето на Советот и градоначалникот на општина Струмица, беше поддржана, дојдоа многу познати критичари, многу познати професори на литературата за деца, се одржа таа манифестација. Кои го познаваат ликот и делото на Видое Подгорец. Имавме
и голема детска манифестација се одржи во градот, приредба, имаше читања. И во Кулешин. И во Кулешин имаше, во библиотеката во Струмица, во Домот на културата. Еве сега годинава ќе конкурираме во Министерство за култура, да речеме, со еден првиот зборник од симпозиумот, од трудовите што беа изнесени за Видој Подгорец, па се надеваме дека со тие финансиски средства, заедно со оние што ќе ги добиеме, да речеме, од некои други спонзори, се надеваме дека манифестацијата ќе биде уште побогата и ќе не можеме да направиме и нешто повеќе на издавачката дејност, да посветиме повеќе внимание. Супер, одлично. Иначе Видој беше... Јас се надевам дека манифестацијата ќе расте се повеќе и повеќе, но книгата што ја спомнавте, кога треба да ја очекуваме? Па треба, мислам, ќе излезе сега до крајот на годината. И ќе биде промовирана на следната манифестација, сигурно. Она, испуштив да кажам една работа што ми рече колку е валоризиран трудот на авторите. Знаеш, Георги, има за професија од кои се живее, јас неколку пат сам го кажал, и за кои се живее. Има автори кои сакаат да живеат за таа професија, меѓу кои сум јас, така ме учеше мојот учител Видој Подгорец, а има некои кои гледат што ќе им остане од тоа во книжките во банките, нели? Така. И некои пишуваат за тоа, некои пишуваат од љубов. Се зависи кој како гледа на литературата и кој како ја сваќа. Така натаму. А Видој беше таков човек кој и покрај тоа што живееше многу скромно, никој пат не пишуваше за литература, а мислам дека со тоа што ефте ние на некој начин му овозможивме да има, да речеме, една манифестација за него, има 2 школи што го носат неговото име, тоа е неговото богатство. И тоа е богатството на сите оние што го почитуваат него. Сигурно, сигурно. Господине Донев, можеме да зборуваме надолго и на широко, имаме многу теми кога ние ќе седнеме на вистина. Има за што да муабетиме, меѓутоа времето предвидено за овој разговор е толку колку што е. Јас ви благодарам за разговорот и еве заеднички уште еднаш да ги поканиме сите љубители на литературата, особено на литературата за деца. Утре во 12 часот, точно напладне, да поведат во Националната установа Центар за култура Антон Панов на промоцијата на најновата ваша книга Дарко во зоопаркот и на уште 10 книги од кинески автори во издание на Македоника Литера. Ви благодарам што бевте гости. Јас ви благодарам и утре да се видиме во среда што се вели тамо, па така, заедно со нашите нови читатели. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се разделуваме со песната на денот, која ви избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор, бидејќи гласањето траеше, дури траеше и овој разговор. Со звуците од оваа песна се разделуваме и си закажуваме нова средба за утре во 10 часот. До тогаш и довидување.